Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Од една страна имаме високи представници на меѓународната заедница, од Столтенберг, Могерини, Хојтји, вчера и германскиот специјален пратеник Хелбах, кои бараат од претседателот Иванов итно да го додели мандатот за состав на нова влада, но пак 10 на ден имаме стотици илјади граѓани кои на улиците бараат Иванов да не го стори тоа, за да не дојде до целосно редефинирање на државата. Што треба да стори и што ќе стори претседателот според вас? Филип Повели. Светот драматично се менува. Ми се чини дека сите овие белосветски емисари кои што денес ќе дојдат и утре ќе си заминат, не име баш сосема јасна состојбата во Македонија. Најголемиот дел од нив се представници или на европската левица поврзана со Сорос и операциите кои што ги водеше тој преку УСАИД, или станува збор за представници на Германија кои што имаат некои други сметки тука. Апсолутно неприфатливо е наметнувањето на сила на она што го прават. И ми се чини дека тоа што го прават ќе доведе до уште поголем одговор од народот. Ако овие денови има стотици илјади, ќе излезат уште повеќе на улици и ќе се спротивстават на тоа што се прави. Прво се прават две недозволиви работи. Првата работа е победникот на избори му сеускратува правото на победа. Да ве потсетам дека 2008 година имаше мртов човек на изборите во пресметките меѓу ДПА и ДУИ. Имаше 20 на луѓе ранети затоа што ДУИ не прифати 2006 година како победник во албанскиот политички блок да оди во опозиција и вршеше 2 години притисок да се врати на власт по секоја цена, што доведе до пресметки и мртви луѓе и убиства и ранети, што се не само за да се вратат на власт. На некој начин принцип кој што го извојува со крв се напушта, значи тоа е првата работа, му се скратува правото на ВМРО, кој што е представник на околу пола милион граѓани да биде застапено во власта. И втората работа, која што е далеку понеприфатлива, е правењето на албанската платформа и здружувањето на заев со 5 албански партии за една мајоризација врз македонците, што доведува до дестабилизација на државата. А за албанската платформа се надам ќе ми дадете повеќе време понатака да образложам подетално за сите елементи кои што за нас не се прифатливи, како и за актерите кои што се инволвирани, како и за улогата на заев. Муслиу, кој е вашето очекување? Што ќе направи претседателот во овој сендвич од притисок од меѓународната заедница и од друга страна притисок од граѓаните кои што се на улица? Претседателот тоа што може да го направи, го прави. Тој го оспорува процесот, излегува вон неговите надлежности, се труди да створи некоја атмосфера така тензична, опасна, ризична, па дури дели од глобалниот систем на големи промени. И ако има свет од големи промени, ние дефинитивно не сме фактор во тоа. Ни сме толку влијателни па да нешто во тоа смениме. Што треба? Он треба да си го испочитува тоа што треба да го направи. Треба на тоа мнозинство кое е формирано да му даде мандат и целиот протокол да си оди мирно и пристојно како што треба. Ние не сме претседателска држава, претседателот кај нас нит бира влади, нит менува влади, нит распушта парламенти, тоа не може да го направи. Верувам да бевме така, он ќе го направеше тоа. Кај нас влада се бира у парламент, ја бираат пратеници. Ако претседателот не го испочитува тоа што треба да го направи, верувам дека парламентот сам ќе си ја превземе својата работа во свој раце. Поради овие блокади ми имаме 3 месеци парламент кој не донел ни еден закон. Од друга страна, пред 2 години слушавме многу така по медиуми дека пратеници земаат плати, не работат. Како никој сега не реагира на тоа дека имаме 120 пратеници кои поради оваа блокада земаат плата, а ништо не сработуваат. Но тоа е дел од нашиот фолклор. Не мислам дека ситуацијата е тензична. Се сложувам дека 2008 беа комплицирани убиства. Да, со убиства. И калашникови пресметки. Апсолутно, и требаше државата да реагира. Тој што повлекува Калашников треба за тоа да се одговара. Во 2006 победникот кај албанците не беше во власт. Не беше ни
комунициран, он не беше, со него не беше ни преговарано. Тоа е разликата помеѓу 2006 и 2017. 2017 ДПМН и ДУИ не успеа да формираат влада. Ги има бројките, не се договорија. Да ви укажам само дека 2006 тогашниот мандатар влезе во влада со ставови дека ја нема да се бавам со етнички прашања, затоа што бројките тоа му го овозможува. Верувам да он зависеше во тоа време од бројките. Да не збориме за што би било, која би било и за рекла казала Алберт. Ја не спомнам 2008. Сега конкретно 2008 имаше убиство, значи тоа не е рекла казала. Имаше убиство, имаше ранети, имаше пресметки со автоматски пушки. За да се избори ДУИ за тој принцип победник со победник, да? Ама на избори ако што имало... не се сеќаваш ти? Не. Прво сега да не мешаме лонци. Не ако имало пукање на избори, тоа не било... Па не ли беа поништени 50 избирачки места? Пушти ме да докажам. Ако имало пукање на избори, тоа значило дека некој сакал или да краде или да не краде гласови. А тоа што тие се избориле 2007, затоа што се труде да го блокираат системот, затоа што тие не можеа волјата на албанци да искаже преку влада. Тоа значи дека треба ние да го блокираме системот и да не пуштиме ништо да функционира. Системот е блокиран. Па ние ќе го блокираме, парламентот нема да може никој да влезе. Блокирајте го парламентот. Во Пољана ли ќе се соберат да бираат влада? Филип, ти си бил пратеник. Парламентот не е зграда. Исто сум протестирал и пред парламентот. Можно е формирање на влада надвор од зградата на парламентот. Супер, тоа сакам да го чуам. Не, само да ама ти може да чуеш од мене што сакаш. Јас сум аналитичар, нит ја таму ќе формирам влада, ти си opinion maker. Јас сум opinion maker. И као opinion maker ќе укажам. Ти ги кажуваш работа што се спрема. Ничи не сум. Јас сум свој, во своето мислење секогаш го кажам. Знаеш, па добиваш пари од USAID. Значи не си свој. Па тука те чека Филип. Ја добивам пари од USAID и сега сум во работно. И од германска амбасада и холандска амбасада. Кој се амбасади? Тука си сгрешил, не сум добил пари ни од германска ни од од холандска малку нешто. Не, од холандска, второ од USAID ние пари сме почнале сега да добиваме, значи не држи таа теорија. Тоа награда ли? Не, тоа си е нормална работа. Мојата невладина работи 22 години. И не е таа нит наградена, туку таа ќе спроведе некоја активност своја која е добра за ова општество. И тие пари се туѓи пари кои работните луѓе, што би рекол еден твој пријател, на Америка, ги издвајаат за да направат добро во една држава. Убаво би било и да се провери како се трошат. Да, убаво е да се провери нашите пари како се трошат. Имаат истражители тука, ќе проверат како ги трошат. Па нека ги истражат, апсолутно. Не, види, тие не се држава без темел, тие си имаат своји институции, тие све ќе проверат. Имплицираш дека сме ние држава без темел? Ние очигледно сме држава без отчет. Апсолутно не е како не сме? Ја и ти сме преку спротивно спротива од владата, кој е на перфектно здание, кој коштало многу, а во мојот гостијар нема филтер станица. Така да, за одговорни трошења треба тука да зборуваме. Зашто не направите платформа у која што ќе се угради филтер станица, а не албанска платформа? Ова ќе го преориентираш на албанските политички партии. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.